Со почетна инвестиција од 4 милиони евра, германската компанија СТС Текстайл влегува во Македонија. Најпрво ќе отвори 50 работни места, а според проекциите на компанијата, бројката на нововработени ќе се искачи до 1000 лица. Инвестицијата од 4 милиони евра планирано е во наредните 5 години да достигне до 7 милиони евра, а покрај директните, бројката ќе биде зголемена и со индиректни вработувања. Маркус веќе започна со реновирањето и воспоставувањето на производствените операции во објектот кој што беше дел од поранешната фабрика Нунча Камишева, која што во периодот од транзицијата престана да работи. Така што сме ние горди дека внесуваме на овој начин нов живот во овој стар комплекс. Заедно со уште некои други нови инвеститори, од кои што еден е од Швајцарија, се вика Ронтис, а другите се две македонски компании. Во фабриката ќе се користи несовремената технологија за плетење. Германската компанија го има развиено единствениот текстил кој што успева да складира соларна енергија од сонцето, уникатен изум кој ќе ги намали трошоците за грејење и ладење. Во предвид разгледувавме повеќе држави во Европа каде да ја основаме нашата нова фабрика, при што Македонија ја согледавме да биде совршено обкружување за она што сакаме да го направиме. Како и во секоја друга работа, имаше определени пречки, но истите доста брзо беа надминати. Така што денеска сум горд што сум тука и задоволство ми е да кажам, да споделам со вас дека инсталирањето, тоест поставувањето на самата компанија и фабрика е веќе во тек. Во фабриката во Велес ке се работи со најсовремена опрема за плетење. Ова го гарантира управителот на компанијата. Тој додава дека ќе го остварат и даденото ветување за идни инвестиции. Представува навистина големо задоволство што една од најиновативните германски компании за производство на технички индустријски текстил покажа желба и посветеност токму тука во Македонија да реализира својата прва инвестиција надвор од Германија, што потврдува дека условите за водење и започнување на бизнис во Македонија, како што кажувавме со година назад, како што беше тоа потврдено од голем број на инвеститори до сега, е се уште на многу високо ниво. Со отварањето на друга една инвестиција во Велес, на компанијата исто од Германија Маркарт, со инвестицијата на индиската БРГ, како и со започнувањето на работата на СТС Текстайл, очекуваме дополнителни позитивни ефекти во Велес и дополнително намалување на невработеноста, која во изминатите 10 години со имплементирањето на низа комплементарни економски политики е намалена за околу 50% од низиниот врв. На почетокот на 2007 година, бројот на невработени лица во Велес бил 15.500, а денеска таа бројка е 7.400 лица. Отворањето на нови инвестиции и работни места и понатаму останува приоритет на владата. Со политиката на привлекување на странски инвестиции, но и со владините проекти за поддршка на домашните компании. Невработеноста е намалена до рекордно ниски 24%, а доколку се продолжи со предвидената динамика, како што истакна Пешевски, проекциите покажуваат дека до 2018 година невработеноста ќе изнесува 22%.